Во продолжение ќе не следува едно чудо, музичко чудо. Дама. Деби Чудо дама, како рековме? Па да, вистина. делевме така едни убави Комплименти. комплименти и епитети, да знаеш, Емилија, кога го работевме сценариото и баш ни е драго што денеска си заедно со нас, но тука и Трајко Симоновски таци, заедно исто така со утринската екипа. Добро утро или добар ден веќе за вас. Како се будите обично? Во колку часот е алармот? Биолошки или го имате мобилниот апарат? После 6 нема шанси. Па ти Таци можеш... пред сите, ние малце подоцна. Значи таци ти си како утринците. Може да, може да се каже. Кој има мало дете, значи тоа е Ете нормално. сега, цеце ние со најмало можеби да. Така 5:20, 5:30 без исклучок мораме да го имаме нели тоа будење наше, ама знам дека пак многумина и со нас се будат, уште подобро се расонуваат вака кога имаме и комплетно со музички автори, така што со се радуваме и се прашувавме кога беше последното гостување не само твое Трајко и на Емилија, потоа на Лилит и ете се сетивме дека било време пред корона, ама тука некаде тој период кога Без бројки одам. така, убаво се средоточи како мисла. Меѓутоа се радуваме бидејќи утро искрено не знаев за албумот дека се вика Чудо и цете само ме потикна бидејќи се сеќавам дека првиот деби сингл, твоето дебитирање беше всушност со Чудо. И се сеќавам само дека и тебе ти најавив дека си дама која што има во One Touch, како што бил снимен спотот, експресијата беше неверојатна кој што може да ја сподели, бидејќи не секој може експресија, еден кадар и да се даде така некако нели. Така испадна бидејќи беше органско. Јас го имам ова зборувано веќе неколку пати. Идејата на Таци беше баш така да изгледа спотот. Јас тогаш колку години? Ти ќе знаеш. Сега да се вратиме. Одавна беше. Да се Вика, вратиме. ајде сега да дојдеш, ќе снимаме спот, ќе треба ти да си на еден кадар, јас имав мелдаун. Значи не можев тоа да го замислам и не можев ни да претпоставам како ќе изгледа сето тоа. Ама само отидов и беше буквално само искрено доживување на песната. Се сеќавам што ти реков. Нора Джонс. Ме посети на експресијата на Нора Джонс. Види како сега се сетив, да. Ете тоа беше. Чудо беше вистина одличен сингл и официјално 12 веќе теми синглови за Чудо, она што ќе го донесе можеби. Ти ако кажа Чудо како деби сингл на Емилија, така и ова е деби албум на Емилија, исто така насловен Чудо. Зошто можеби истата песна како носител на албумот? Јас би оставила тука простор сите да си размислат што би значило тоа Чудо, не би откривала премногу, ама ете, според нас тоа беше името кое што треба да стои на албумот, не само поради деби синглот, туку поради целата естетика на сите песни, што ги имаме во првата CD. Емилија, колку време работевте и Трајко може тука да го сподели своето доживување од соработката со тебе, со Лилит генерално. 12 песни се на албумот, кој што споменавме ние пред малку официјално излезе на крајот од минатата година, буквално предпоследниот ден, 5 до 12 народски кажано. Еве Трајко, вашето доживување за ова музичко патување со Лилит? Да, музичко патување беше и стварно беше возбудливо и беше полно со изненадувања и пресврти и драми. Чудо, значи лично за мене беше во моментот ја бев одушевен од чудото наречено живот или животот наречен чудо, како го сакам. Самата песна инаку се работи за друг еден аспект од нашето живење, поточно на женскиот аспект и тоа сакам да го потенцирам, бидејќи сметам дека секоја мајка е чудо во принцип со што се соочува и се соочувала низ годините, така да тоа е во однос на тајната фабула што стои во позадина, кој што Емче Никише ви каже. Мислев дека ќе остане. Јас ја пропастив тајната. А инаку самиот процес беше многу интересен заради тоа што инволвираше многу случајности. Ние со Емче не се знаевме воопшто, има голема разлика во годините, генерации и така натаму. Меѓутоа си тргна како што си тргна, јас едноставно се опуштив во смисол да ги видам сите чуда што ќе искочат од таа соработка. Видов дека може тоа да функционира без проблем, Емче е прекрасна девојка, прекрасна личност, со нејзе многу лесно човек може да се справи бидејќи пред се искрена на нешто што јас многу ценам. Тука поентираш една многу важна работа, кај секој од нас искреноста е многу важна елка. Во било која
професија и работа. Да, и сега ресто тоа е да си формираш некаква атмосфера на луѓе на кои што веруваш, со кои што можеш да соработуваш. Тука беше пред се Мартин Вучич, со кој што долго време сме другари. Одамна сме го слушали името на Мартин Вучич, браво. Да, тој е тапанарот, практично што ги отсвири песните. Иван Петровски, кој што е извонреден млад гитарист, со кого што се запознав на факултет. И исто така Филип Димишковски, исто така многу талентиран джез клавирист. Така да тоа беше една прекрасна, така различна, разновидна екипа, бидејќи генерацијски сме различни, меѓутоа во доменот на музиката веројатно се разбираме одлично, што ме јас сум пресреќен како. Ти убаво спомена за дамите и мислам дека ова е на некој начин албумот една фина метаморфоза на една млада дама. Ке се сложиш? Баш едно воскреснување од гаселица во една не би пеперка. објаснил, односно не би ги кажувал, бидејќи пак ќе лимитирам на тоа што јас го доживував, односно ние го доживувавме кога го крстевме албумот, песната и така натаму, понатака луѓето нека си конструираат самите, ама да, станува збор за тако нека. Морам да прашам уште нешто. Ако чудо носеше една црно-бела варијанта, дали албумот носи виножито од бои, музики, односно звуци, различни фузија од различни стилови? Да. Така ќе го дефинираме? Да. Емилија, каде може да се најде албумот? Верувам дека ќе има луѓе кои што ќе бидат нели заинтересирани. Не знам дали ние често велиме музичарите зашто работат изминатиот период, дали се уште има луѓе кои што сакаат да појдат во музичка продавници да си купат музичко парче, дали ќе биде нели плоча или CD да си го пуштиме во автомобил или потоа и да уживаме. Не знам колку имаш информација за тоа дали луѓето се уште имаат интерес, ако немаат би било жално и погубно можеби за вас музичарите, но ова парче музика каде може да го набават оние кои што сакаат во нашата земја? За сега е достапно само во апотека, во МКЦ, а од март би требало да е достапна и во Зизитоп во Охрид. За сега само тие две локации се за жал. Што е окей до Што е окей, бидејќи сепак сметам дека CD-та веќе станува на некој начин, не знам, некаков спомен или не знам како да го дефинирам. Можеби најмногу за музичарите, за да имате нешто, затоа што пак е генерално другото е се достапно на дигитални платформи. CD-то пак веќе стана дел од мерчот на еден бенд. Иако ние многу често пати во емисијата кажуваме, имаше сега последниот период кога Адел брилираше нели на британските музички награди и имаше статистика нова која што се повеќе последниве години се прави за тоа дека голем дел од музичарите, како што да речеме Адел, е да речеме предизвик за да се вратат лонгплейките или нели винил плочите повторно во продажба или поголема употреба. Така што верувам дека и кај нас доста македонски музички автори, бендови веќе се одлучуваат на чекорот издавање на винил плоча, како што беше Љубој на новиот почеток, сега не знам нели супер хит дури издадоа и така натаму. Така што некогаш може да се случи повторно враќање на CD-то. Не се знае нели што ќе носи идната, иако понекогаш можеби како што кажа Трајко, можеби дигитализацијата си прави можеби свој работи, ама пасионерите или колекционерите на музика. Па тоа нагласува еден момент, бидејќи луѓето вообичаени што сакаат винилите, што го знаеат таа естетика цела како изгледа од позадина пишење линијата, текстоите. Вообичаено тоа поврзано со аспектот на музиката, уметничкиот аспект. За разлика од ова масовна дигитализација во која што јас уживам, меѓутоа тука се губи тој аспект. Тука станува бројка, станува индустријски производ. Така да сега ако цивилизацијата дојде во ситуација да повторно ги цени тие аспекти, значи музиката како уметност, тогаш веројатно ќе се вратат помасовно. Инаку само по себе нема финансиска исплатливост, поготово кај нас нема број на грамофони доволно. Јасно. Цената на штампање е голема, цената на продажба е мала и така натаму. Добро, а да речеме сега вака, бенефитот сигурно во иднина или во моментот се гледа тоа што гледам дека е многу почеста релација на музичарите и музичките платформи. Spotify веќе е многу достапна и кај конзументите ширум светот. Јас се сеќавам Андреја, нели, сега актуелната евровизијска представничка добива голем број аплаузи току, нели, сега Евровизија е во прашање, меѓутоа и претходно, нели, таа баш во едно интервју кажува тука кај нас дека се слуша музиката на Spotify. Лилит е достапна на музичките Не, допрво треба да се. Значи треба да се реализира проектот. Не, на Spotify мислам ние веќе имаме на Bandcamp преку нашиот издавач PNG.
Spotify самото по себе сакавме да го конструираме на специфичен начин, затоа може би касниме во тој смисол, ама ние воопшто не сме и тргнати во некаква масовна промоција на албумов, тоа тек следи, ќе биде мај и јуни ќе бидат месеци за тоа, така да тогаш ќе бидат и тие платформите. Претпоставам турнеја некаква ќе има за презентација на албумот. Сигурно ќе имаме 3 или 4 настапи, еден ќе биде во Скопје секако. И сега да не ги уште немаме потврдено, меѓутоа имаме сигурно уште 3 ќе имаме настапи. Тоа ќе биде на мини турнеја конечно. Тргнеме на. Емилија, верувам дека од самиот старт кога реши да се впуштиш во музичките води тука кај нас, нели горе-долу можеби имаше дел од песните кои што сега се наоѓаат на овој албум. Размислуваш веќе за следно музичко парче? Претпоставам дека во музичката работилница никогаш не е здодевно и таа искреност која што ти ја кажуваш, која што те води веројатно во работата, ќе резултира со други песни. Што се можеби плановите ве вака за оваа година? Плановите за денес конкретно е после гостување во музичката работилница со Таци. Одма да се фатите за работа. Така што голем дел од вториот албум е веќе готов. Сериозно? Да. Не ја гледам поентата на создавање еден албум и впуштање после во мрзеливост и промовирање само на тие 12 песни. Додека имаш креативни набави би требало да ги оствариш. Да се искористат, да. Да. Така што веќе спремаме и да. Мислам дека никој не би требало да се инхибира кога е баш во зението. Тоа мислам дека и Трајко ти ќе го потврдиш. Па за мене е тоа најсрекниот дел од музичката кариера е правењето на музика. Тоа ја не бев свесен, бидејќи релативно касно почнав да се занимавам со компонирање на песни, меѓутоа сега не знам, само тоа би го правил, другите нека свират. Да. Скоро можам да потврдам. Инаку е мој омилен музички спот од Лилит, мора да признам и знам дека го представуваме во. Да, прекрасен, мајстрален музички спот. Сакам да прашам, бидејќи вака зад камерите, знам дека Цеце убаво го поттикна тоа нели прашање, дигитализација, издавање на албуми, исплатливост, бенефити и така натаму, освен сатисфакција можеби на душа кога некогаш го имаме, да. Сепак мислам дека она што е една убава, пак ќе кажам, информација која што пристигна нека пред некој месец, додека ние бевме во Тринската го разговаравме, таци не знам сега колку може да си забележал кај нас, представници апропо здруженијето кој што ќе биде поттик за музичарите. Сега ќе ми кажеш како е целосниот назив, не знам, меѓутоа музика сега знам дека е главниот наслов кој што ќе го запомниме следниот период. Ќе имате на некој начин или се основаше комисија, како така? Одбор или комора? Ние сме 6 здруженија. Тоа се најголемите, уствари единствени музичарски тој тип здруженија и уште прошлата година формиравме преку меморандум за соработка, формиравме координативно тело кое што треба на крајот на криштата во следниот период, ние чекаме во моментот веќе добри 2 недели прием, каде што конечно ќе се видат резултатите од агендата наша. Прием од каде го очекувате? Кај господинот Битики, кој што разбирливо е има многу состаноци, меѓутоа во периодов, меѓутоа тоа е веќе и во неговата агенда, мислам дека метнато, наскоро ќе се случи тоа. И тука ќе треба да имаме конечно вистински резултати од нашето делување, бидејќи се до сега беше некакво окрупнување, разбирање со останатите чинители, со владата и така натаму. Ова е моментот, ние преку други некои институции, Сојузот стопански комори, практично ќе дојдеме во една позиција каде што ќе можеме конечно самите да си го ургираме просторов, атмосферава на работење во земја, бидејќи сме де факто надвор, мислам не надвор од законот, меѓутоа не постои устројство. Други диригира, да. Значи самата комора ќе диригира на некој начин некакви законски решенија, некакви нови постулати кои што биле и така натаму за да може да се како здружение не може тоа законите едноставно не го дозволуваат. Прво беше важно ние да видиме дали ќе се договориме и немавме проблем со тоа. Еве се договоривме, се разбравме, така да сега веќе идеме чекор напред. Хиерархиски одиме чекор погоре, значи од таа платформа комора ние можеме де факто да предлагаме закони и директно да влијаеме на она што не интересира. Што тоа ќе донесе од кори за македонската музичка сцена? Знаете, бидејќи пред некој период кога моја другарка во Шведска баш чисто и таа слуша музика и разговараме некогаш за музиката и така натаму, вела дека нели авторите исто и кај нас, не знам дали преку зам нели се добива
една Тоа се убава авторски права. Така, тоа се авторски права. Дали и ова нешто е вклучено со тоа или со сама друга како друга гранка и сектор ќе се гледайте, функционира? ова се однесува автор замси понатака ќе си Се врши функционира, таа добро. дејност. Постои друга агенција која што други изведувачки права и механички права ќе ги практично регулира. Ние сме професионална фела. Значи музичариве конечно да имаат една институција, еден формат каде што Една тоа своја е канцеларија, да речеме, ајде вака. Па да речеме, да. Сега нешто што го имаат помалку или повеќе сите музичари во сите европски земји, ние сме нормално последни. Јас лично не сакав да се нафатам за вакво нешто, меѓутоа еве, кога нема друг, ние се организиравме, најдовме и во нашето здружение и во другите здруженија со луѓето муавет си имаме и чекор по чекор, за жал ни ништо не може брзо, ние сме далеко од радарот во моментов, нели, со пандемијава и се, меѓутоа имаме сериозни проблеми баш поради пандемијата. Државата ни помогна колку што можеше во две ситуации, односно на два пати со финансиска помош, меѓутоа тоа е Минимално и така е. Тоа се справува не се ни справува со последиците од пандемијата, ама ние зборуваме за други фундаментални работи кои што до сега после 30 години независност требаше да гинат. Сега тоа се низ поволности за нас музичарите кои што не сме ги имале низ години, не сме морале да отвараме фирми, сме морале да правиме ова или она. Сега тоа више не би требало да го правиме, него по еден друг систем. Јас посакувам една таква музичка реинтеграција, баш да се вратите на првобитната положба и да она што го заслужувате како можеби што велиш ти фундамент или фактор главен, кој што еве да речеме, нели ти уште сите други музичари ќе имаат права да ги уживаат поточно. Па да се организираат професионалците, сите едноставно. Добро, драго ми е дека се создава клима за тоа, искрено. Да. Супер. Иако после 30 години има Добро. Немаше има пандемија. надеж. Немаше Значи, пандемија. во моментите на пандемија сите седеа дома и функционира. сватија дека имаме сите исти проблеми, така да еве од таму почна тоа. Одлично, чекаме за многу повеќе да слушаме за музика сега, ама бога ми ќе чекаме датуми, како што велите вие негде од пролет, да се промовира чудо. Ќе потсетиме во Апотека, тоа е нели во склоп на нашата културна установа која што годинава пак слави 50 години јубилеј Владински културен центар, таму во Апотека, каде што може да си ги најдете сите плочи, може да го најдете и ова ново CD издание.